Министерството за локална самоуправа обезбеди донација од 50.000 литри вода за пиење за жителите на општина Гостивар како дел од координираниот институционален одговор на кризата со водоснабдувањето во градот. Во Гостивар пристигна првиот од двата предвидени камиони со бесплатна вода која ќе биде дистрибуирана со цел да се обезбедат основните потреби на населението, додека се во сила мерките и препораките на надлежните институции. Министерот за локална самоуправа Иван Стоилковиќ изјави дека институциите имаат обврска брзо и одговорно да реагираат во ситуации кога граѓаните се соочуваат со сериозни последици. Според него, донацијата представува конкретна помош за надминување на состојбата и потврда дека институциите стојат зад граѓаните во време на криза. Од Министерството информираат дека остануваат во постојана координација со сите надлежни институции и внимателно ја следат состојбата на терен. Посочуваат дека ќе продолжат со институционална поддршка и ќе превземат дополнителни мерки доколку тоа го наложи развојот на состојбата. Од Министерството за локална самоуправа оценуваат дека оваа интервенција е дел од пошироките активности за ублажување на последиците од кризата со водоснабдувањето и обезбедување на времена помош за граѓаните на Гостивар. 15 лица се повредени во силното невреме што го зафати Скопје, беа згрижени во 2 скопски здравствени установи. 9 пациенти се примени на клиниката за Тоари Луц, 6 мина на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Директорот на клиниката, професор доктор Игор Мерџановски, информираше дека 2 лица се здобиле со потешки повреди. Една пациентка со повреда на главата е префрлена на клиниката за неврохирургија, додека друга се лекува поради скршеница на раката. Во болницата Свети Наум Охридски биле примени 6 лица со полесни повреди, меѓу кои посекотини и набиеници. Според директорот доктор Небојша Настов, тројца пациенти по извршените прегледи биле пуштени на домашно лекување, додека останатите биле под дополнителни испитувања. Тој посочи дека сите се во стабилна здравствена состојба и засега нема индикации дека ќе биде потребна хоспитализација. Повредите, како што информираше, биле предизвикани од паднати дрвја, гранки, лимови од покриви и керамиди. Во градската општа болница 8 септември не биле регистрирани повредени лица од невремето, но објектот претрпел значителна материјална штета. Според директорот доктор Синиша Стојановски, најголеми оштетувања има на покривот и покривната конструкција. Точниот обем на штетата ќе биде утврден по извршениот увид. Од Центарот за управување со кризи соопштија дека во периодот од 17 до 21 часот на единствениот број за итни случаи, 112, биле примени повеќе од 8.300 повици од граѓани. Поради големиот број пријави уште во првиот час биле ангажирани дополнителни оператори и смени за побрзо процесирање на повиците. Директорот на ЦУК Мухамед Али изјави дека сите пријави континуирано се проследуваат до надлежните институции и ги повика граѓаните на трпение и разбирање, нагласувајќи дека материјалните штети ќе може да се пријавуваат и во текот на утрешниот ден. Во меѓувреме, Управата за хидрометеоролошки работи предупреди дека нов нестабилен бран од Албанија и Косово се движи кон Македонија. Според прогнозите се очекуваат нови врнежи од дожд, но со послаб ветер. Ново невреме во Скопје е можно во следните денови. Председателот на Никарагва Даниел Ортега изјави дека во земјата повеќе нема да се одржуваат избори, со што дополнително го зацврсти владењето кое го споделува со неговата супруга Росарио Мурилјо. Изјавата доаѓа во пресрет на истекот на неговиот актуелен мандат следната година и ја отвара можноста за нова политичка криза во земјата. Ортега, кој е на власт непрекинато од 2007 година, предходно беше председател и во 1980-тите, рече дека со прекинот на изборите ќе се затвори можноста опозицијските сили повторно да дојдат на власт. Тој сепак не објасни на кој начин формално би била спроведена ваквата одлука. Тука веќе нема да има избори на кои тие ќе се обидуваат да ја превземат власта, изјави Ортега на одбележувањето на годишнината од Сандинистичката револуција од 1979 година. Последните избори во Никарагва, одржани во 2021 година, беа остро критикувани од меѓународната заедница, откако властите уапсија повеќе политички противници и лидери на опозицијата. По тие избори власта продолжи со ограничување на политичкото несогласување и притисок врз опозицијските структури. Во последниот период Ортега дополнително ја зацврсти својата позиција преку уставни измени, со кои неговата сопруга Росарио Мурилјо беше именувана за копредседател, а председателскиот мандат беше продолжен на 6 години.
Од Советот за човекови права на Обединетите нации претходно ја обвинија владата на Ортега и Мурилјо за воспоставување авторитарен систем и за систематско кршење на човековите права. Меѓународната заедница засега внимателно ги следи случувањата. Вашингтон претходно воведе санкции против илјадници никарагвански функционери и членови на нивните семејства, оценувајќи ја власта на Ортега како диктаторска. Франција стана првата земја во Европската Унија што воведе целосна забрана за користење социјални мрежи за деца помлади од 15 години. Француските пратеници во вторникот го усвоија законот, кој е една од клучните иницијативи на претседателот Емануел Макрон во неговиот втор мандат. Со новите правила се забранува пристап до социјалните платформи за оваа возрастна група. Дополнително се предвидува и ограничување на употребата на мобилни телефони во средните училишта. Одлуката доаѓа во период на зголемена загриженост ширум светот за влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје и развојот на децата. Организациите за заштита на децата и дел од родителите ја поздравија мерката, оценувајќи дека е неопходен чекор за заштита од штетни содржини и зависност од дигитални платформи. Неколку француски семејства веќе поднесоа тужби против TikTok, обвинувајќи дека изложеноста на штетни содржини на платформата придонела за сериозни психолошки проблеми кај нивните деца, вклучително и самоповредување, депресија и нарушување во исхраната. Францускиот претседател сака законот да почне да се применува од септември со почетокот на новата учебна година. Сепак пред тоа ќе треба да помине проверка за усогласеност со францускиот устав, што може да ја одложи неговата примена. Забраната нема да се однесува на образовни и научни платформи, како и на онлайн енциклопедии. Дел од опозицијата се спротивстави на законот, оценувајќи дека може да ја загрози анонимноста на интернет и дека ќе биде тешко да се спроведе во пракса, особено во делот на проверката на возраста на корисниците. Според податоците на Француската здравствена агенција, околу 90% од децата на возраст од 12 до 17 години секојдневно користат паметни телефони за пристап до интернет. Повеќе од половина ги користат главно за социјални мрежи. Францускиот пример следува по слични мерки во други земји. Австралија минатата година воведе забрана за профили на социјални мрежи за лица помлади од 16 години, додека Шпанија, Данска и Грција најавија дека разгледуваат слични ограничувања. И Европската комисија најави дека работи на можни заеднички правила за заштита на децата на интернет. Председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен ги повика на построги мерки и предупреди на зависничките функции на платформите, како бесконечно скролање кои според неа негативно влијаат врз најмладите корисници. По деновите со нестабилно време и невреме, денеска се очекува привремена стабилизација на временските услови. Според прогнозата на Управата за хидрометролошки работи, времето ќе биде претежно сончево со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје се очекува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен северен ветер, без најави за поголеми временски непогоди. Сепак ваквата стабилизација ќе биде краткотрена. Веќе во петок под влијание на влажен воздушен бран повторно се очекуваат повремени врнежи од дожд кои на поедини места ќе бидат пообилни и ќе надминат 15 литри на метар квадратен. Локално врнежите ќе бидат проследени со грмежи и засилен ветер, се очекува и значително намалување на дневните температури. За време на викендот утринските температури ќе бидат посвежи, додека дневните постепено ќе бележат пораст. Според најавите на Управата за хидрометролошки работи, во понеделник повторно ќе има услови за локална нестабилност, со повремен дожд и грмежи во одделни делови од земјата.